Минути за светското првенство во фудбал, кое што е веќе втора недела се одржува во Катар. Тука во студиото е колегата Боријан Бојчев. Синоќа резултатите беа тешко предвидливи. Да, Срđan, фала ти, добро утро на нашите гледачи. Каде да почнеме, како што кажа ти? Почнеме со хрватите. Хрватите, да. Па добро, Хрватска можеби беше најмалото изненадување вчера на еден начин, бидејќи хрватите влегоа во надпреварот со Белгија како, да речам, без некој многу голем мотив, бидејќи и само нерешено им беше доволно за да поминат понатаму во осмина финалето, а Белгија која се бореше за живот, не успеа никако да постигне гол. Нивниот напаѓач Ромелу Лукаку во второто полувреме се промашува. Имаше, да кажам, 4 огромни шанси кои мораше да ги искористи. Хрватите имаа среќа, иако и тие во првото полувреме имаа неколку прилики, но Тибо Куртуа феноменално бранеше и ја остави мрежата непипната на Белгија. Исто така изненадување беше Мароко кој на крај заврши прв во групата и успеа да победи Канада која иако веќе беше отпишана, можеше да ги поремети шансите на останатите екипи, на крајот не успеа. Сега Канада после долги години играше повторно на светско првенство, па ќе видиме дали ќе има повторно прилика во блиски дни да игра на еден Има мондијал. бидејќи е организатор на светското Па да, тоа можеби да биде една шанса за нив. Но Ромело Лукаку и германската фудбалска репрезентација се главни атракции на социјалните мрежи. Има премногу мемиња кои се исмеваат и Лукаку и односно промашувањето на Лукаку и настапот на Германија. Второ светско поред германците не успеваат да поминат група, така? Така е, да. Види, барем на крајот успеа да победат германците, па некако си го обелеа образот. Се молеа на Шпанија некако тие да изведат резултат против Јапонија, која повторно изненади и заврши прва во групата. Германците си ги спакуваа куферите, ќе се вратат за Берлин, но навистина има доста прилики Коста Рика некако да изненади, поготово во нивните контранапади. Има 2-1 водство, но тоа траеше само 3 минути, за жал за неутралните навивачи кои некако и на социјалните мрежи се израдуваа кога Коста Рика го постигна вториот погодок, па имаа надеж дека и Коста Рика и Јапонија ќе се квалификуваат понатаму, но германците ја покажаа својата сила што не успеа да покажат на претходните два надпревари и да постигнат 3 погодоци поред и да победат на крајот со 4-2, што не беше секако доволно за понатаму. Купина коментира дека Шпанија калкулирала и дека едноставно сакала да избегне Хрватска во осмина финалето, се ќе игра со Јапонија, така. Шпанија ќе игра не, се извинувам, ќе игра со Мароко. Со Мароко, да. Со Јапонија играше. Со Јапонија играше. И дека можеби тоа било мотивот на шпанските фудбалери, што се чини као доста логично. Па ви според мене не знам. Јас би играл така. Па да, ама според мене не знам која е понезгодна екипа, дали Хрватска или Мароко. И двете екипи се доста добри во своји аспекти од играта. Хрватите можеби помалку покажаа на ова првенство за сега. Мароко е едно изненадување што не треба да се потцени, но Шпанија е доволно силна што која и од двете екипи би требало да издвои победа. И исто така многу е добро за Шпанија што вкрстува понатаму повторно со некоја послаба екипа, да не кажам. Да, отворен е патот. Отворен е патот на Шпанија. Они го избегнуваат и Бразил, ја избегнуваат и Аргентина и Франција, така да мислам дека Шпанија има една добра прилика да стигне далеку во ова светско првенство. Друга репрезентација, Франција можеби далеко може да стигне. Па Франција, да, Франција Они покажаа доста добра игра. Не беа сјајни во третиот надпревар, ама тогаш играа со еден мешан состав, да. И не им значеше многу тој пораз од Тунис, али Франција пак во четвртфиналето, ако победи во осмина финалето, налетува на Англија, да речам, бидејќи Англија игра со Сенегал, каде што влегува како фаворит. Франција Англија би било еден доста интересен надпревар, каде што и двете сили се, да не кажам, изедначени. И двете репрезентации покажаа добра, солидна игра за сега во Мондијалот, што ќе биде еден добар. Јас ќе се осмелам и доколку има надпревар, значи евентуален надпревар помеѓу Франција и Англија, типувам на Франција, да се знае. Денеска што имаме? Нови, возбудливи и интересни надпревари. Денеска, да, не очекува доста интересни надпревари, поготово вечерните
каде што соседна Србија можеби за последен пат, се надевам не, ќе игра против Швајцарија, за последен пат на мундијалот. Една од тие две репрезентации ќе настапи. За една од тие две репрезентации ќе биде крај. Ќе биде крај, да, дефинитивно. А од 16 часот исто така има една неизвестна група каде што се е отворено, се уште. Само да споменеме Бразил игра со Бразил со Камерун, да, ќе се надобар за тоа. Не би требало да е туку. Да, бидејќи Бразил е веќе квалификувана со 6 бода, не би требало да има некој. Претпоставувам Бразил е еднаков фаворит како Шпанија и Дефинитивно, Франција. дефинитивно. Тие уште пред почетокот на мундијалот и во кладилниците и сите типува дека Бразил е фаворит за целото првенство, но со Камерун, како што читав по социјалните мрежи, се очекува еден сосема различен состав на Бразил. Нејмар повторно ќе биде одморен, односно не е заздравен од таа повреда на зглобот што здоби со Србија. Така што Бразил ќе влезе со еден порелаксиран тим, еден порелаксиран двобој ќе изигра, така што не би требало да има проблеми за нив. А како што тргнав да споменам, од 16 часот се Португалија, која исто така многу луѓе подценуваат според мене, и тие се први во групата, дефинитивно се пласираа во осмина финалето, иако Роналдо не му го признаа тој гол против екипата во претходното коло. Мислам дека тој има повторно некој мотив денеска против екипата на Јужна Кореја, нешто да направи за неговата репрезентација, а добро познатото, оние што се поголеми фанови на фудбалот, добро познатиот двобој меѓу Гана и Уругвај денеска исто во 16 часот. Гана се уште не може да му прости на Луис Суарес за тоа што го направи на претходниот мундијал, кога уствено кажано во 90-та минута им спречи полуфинале на Гана со тоа што со рака ја спречи. Да, играше со рака, доби црвен картон, па Гијан го промаши пеналот за испрати Гана во полуфинале. Гана никогаш не верувам дека ќе му го прости тоа на Луис Суарес. Тоа ќе биде интересен дуел, но сепак според мене мислам дека Србија Швајцарија ќе биде она што денес сите, особено оние на Балканот, ќе чекаат да гледаат тој натпревар. Боријан, ти благодарам.